Со цел да се зачува од заборав препознатливиот тетовски градски говор, Дарко Гавровски, познат како истражувач на тетовското минато, подготвува енциклопедија која содржи 9000 тетовски збора, објаснувања за нивното значење, фотографии и графикони. Се прават последните технички подготовки и се очекува во најскоро време ова дело да излезе од печат. Опфатено сите сфери, значи занаети со нивните алати, врста на детски игри, стари покушки, оние праење магиски лекувања, како се лечело даткање, како се лечело брадаица, како се лечело опишано. Со сите тетовски мала, за прв пат карта на старо Тетово, со сите тетовски мала кај било Гогушоќуше, Фејзо Сокаче, Мелјунче Сокаче, Горна бања, Долна бања, со сите тетовски слави, колку фамилии, колку слави славеле, значи. И опишано се тоа одредица по одредници од А до Ш, со јадења. И просто не е само едноставен, тој одамна ќе го завршев овој речник, да беше само кандиуце, вид на цвеќе. Кај мене е кандиуце со латински назив, литературен назив, латински назив, фотографија на кандиуце на рапецко цвеќе, селфие, тоа е шемпрес, видови на растенија, видови на животни, значи се буквално со примери од многу стари од стари песни, од користени кај Пејчиновиќ или народни песни, дека тој збор да се најде трагот како се користел. Така да ќе биде ова ќе биде за прв пат во историјата опфатен тетовскиот говор и јас тврдам со сигурност дека имам увид, до сега ги имам видено, значи книгата за Кичевскиот говор, каде е само граматика или Демирхесарскиот каде акцент станал на лексиката, ова ќе биде за прв пат еден говор во македонскиот диалектолошки корпус опфатен на вака луксузен начин, значи со фотографии, со графикони, со врамени текстови. Ова ќе биде навистина гордост за сите идни тетовчани. Гавровски вели дека уште пред 20 години неговиот татко започнал да запишува тетовски зборови, пошто тој ја продолжил и ја проширил неговата работа со дополнителни истражувања. Зачетокот на оваа книга е уште од пред 20 на години, благодарност на мојот татко, кој што почна во два поголеми тефтери да ги запишува зборовиве. Како хоби, како занимација ни беше. Ќе каже некој збор, но само зборовите, од на една страница А, па на друга Б, па В, и така опишани повеќе зборови ставени. На мене остана тоа да го доразвијам во 9000 збора веќе со објаснување и најлесниот дел беше да се соберат зборови. Најтешкиот дел беше да се објаснат после. Например, има гаргара. И се ти како ќе го објасниш, гаргара е собран, како ќе го кажеш за да го знае некој по 100 години. Превиткување на гарлото со како ќе го или сефте. Некој ќе рече, па добро, тоа е турски, тоа е обично, тоа е сефте. А не, тоа имало и прво сефте. Прво сефте на слава отидое кај тој има и најсефте. Така да има различни форми. Прво, ако е сефте прв пат, како ќе биде прво сефте, прв пат, така да има цели варијации на зборови кои фатиле корен, кој више далеко и од турскиот можеби се веќе како форма кој го користеле само тетовчани. Преку делата кои ги создава Гавровски, тој сака да се одолжи на предците и да остави завет за идните генерации во однос на зачувувањето на тетовската историја. За мене лично ова дело и работењето на овие трудови значи одолжување на моите предци тетовчани, сите закопани на Свети Димитрија, значи на претходни генерации, на сите претходни генерации на тетовчани кои што живееле, и еве згинува полека згинуе полека овој говор, се повеќе исчезнува оно тетовското таќе ваќе, за мене тоа е од околината, од целата таке, ваке, така да мислам дека ова е последна шанса да се зачува овој говор, така да просто завет за благодарност на претходните генерации и завет за сите идни генерации да можат да го користат, да го истражуваат и по 100 години, кога може би веќе ќе биде исчезнат. Инаку Гавровски во 2009 година ја издаде првата книга Тетовски древности, полог од преисторијата до 7 век од новата ера, со посебен осврт на тетовскиот крај. Љубовта кон својот град ја преточи во песна, насловена Ја го љубим Тетоа, која стана еден вид химна на Тетово.
а тетовчани секојдневно ги информира за случувањата во градот, но и за истражувањата кои ги прави преку неговата интернет страница и социјалните мрежи.